Господин Снопче, добро вечер. Ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Добро вечер, благодарам на поканата. Откако е јасно веќе дека повеќе не сте дел од коалицијата вреди, лично, дали Халил Снопче е пратеник сега на владачкото мнозинство или на опозицијата? Значи, Халил Снопче моментално е пратеник на коалицијата ВЛЕН, тоа значи на владачкото мнозинство. Пошто без оглед на околностите, без оглед на информациите што сте добиле, значи ниту Алијанса за албанците уште не одлучила да истапи како своја пратеничка група со 5 наши пратеници, меѓутоа ниту нашите партнери од ВЛЕН немаат досега донесена таква одлука. Ќе видиме како ќе течат наредните денови. Тоа што остави вака силен впечаток е изјавата на Али Ахмети, кој вели дека Таравари е единствениот од лидерите во ВЛЕН кој разбрал дека состојбата на албанците е понижувачка во актуелната влада. Дали вие како пратеник или како партија го чувствувате истото ова што го тврди Ахмети? Добро се, Али Ахмети е опозиција. Како опозиција нормално ќе користи секој момент да дава критика на власта. Значи, околностите што се случува во ВЛЕН, значи имаат друга историја. Фактички, ако ги гледаме архивите што се случуваат. Интересно беше, фактички, видите, понекогаш има една шпанска поговорка што вели немој да зборуваш ако твоите зборови не го поправаат молкот. И ние долго време како Алијанса за албанците не зборувавме за овие настани, за овие случувања, се со цел да даваме можност на нормалноста. Значи да се склопат тие коцки во мозаикот и да се врати таа надеж, пошто ние направивме еден голем резултат минатата година, да се разбереме. Фактички беше токму Алијанса за албанците кој одлучи да излезе од владата тогаш, да се припои на тогашната коалиција ЛЕН, направивме коалиција ВЛЕН и ние успеавме да земеме 107.000 гласови и да ја однесеме ДУИ во опозиција. Значи, во секоја поранешна влада, кај што заеднички именител беше ДУИ имаше еден вид на монопол со власта, тие власти за нас беа неуспешни влади, се разбира. Влади на корупција. Влади кои што ја зеле поддршката на народот како еден вид на кредит и никогаш не го вратија тој кредит на народот. Не направија никогаш еден вид на аудит или ревизија, значи на тоа што кажале, што ветиле, што зборувале и што оствариле. Тие влади веќе се неодговорни влади. Од неодговорна влада пати народот, пати државата. И ние успеавме да однесеме ДУИ во опозиција. Тоа е факт. Се разбира, ДУИ и ако се врати во власт во некое идно време, сега тие ќе се освестени веќе, се освестени дека не се секојаш дел од власт. И ако работат неодговорно, сигурно ќе одговараат. Значи, тоа е факт. Сега, тоа што се случи во ВЛЕН нема врска со тоа што изјавува Али Ахмети, да се разбереме. Добро, визави таа поговорка што спомнавте, ако телефонскиот контакт конечно го призна и Таравари и Ахмети, но Зиедин Села открива дека имало дури средби лице в лице помеѓу двајцата лидери, вели дека бил информиран од самиот Ахмети за 2 до 3 средби што ги имал со Таравари. Од кога комуницирате вие со ДУИ толку за да дојде до ваква ситуација? Ја не знам тоа што кажува Зиедин Села колку е вистина, значи ја му верувам на лидерот Таравари, тој рече дека сум имал една комуникација телефонска со господин Али Ахмети, што е потврдена и од страна на господин Али Ахмети, и се разбира Таравари имал комуникација со некои други личности од ДУИ, меѓутоа лично со господин Ахмети не знам. Се тоа што кажуваат Зиедин Села и тоа може да биде во склоп на политичката пропаганда, значи тоа исто како што кажува Али Ахмети. Значи фактички не сум склон да верувам на изјави на политички изјави на опозиционери кога имам информации директно од својот лидер, се разбира. Главното прашање е зошто би биле во владата ако контактирате со ДУИ за коалицирање, кога таа партија беше главна цел на вашата предизборна кампања и таа на ВМРО ДПМН, и сами ја спомнувате вечерва, како главен виновник за корупција и криминал, ја нарекувавте рак рана на општеството. Што се смени за да можете да договарате заеднички настап, поддршка или соработка со ДУИ? Видите, прво да се вратиме на основата на проблемот. Видите, ние кога излегуваме како ВЛЕН, требаше после избори веднаш да направиме политичка партија како ВЛЕН. Се разбира дека со 4 лидери нема да функционира. Ние, иако имаме 5 пратеника како Алијанса на албанците, најголем број на пратеници од коалицијата ВЛЕН, значи еден е од самоопределувани независен пратеник и 8 се од другите 3 партии, ние се согласивме да централната власт, министри, заменици министри и така натаму, да делиме пропорционално. Океј, меѓутоа, кога е прашање локална власт, не може да делиме пропорционално. Локалната власт не е лотарија, не е веројатност, не може да нафрлиме паричка и со проценти. Ти
добива толку, ти добива толку. Треба да ги имаме предвид другите околности. Треба да ги имаме предвид кои се кандидатите, каква е структурата, каква е позицијата на партијата. Значи тоа е, знаете, господине Валентин, како е тоа? Значи јас кога знам како функционира законот на гравитацијата во физиката, сум на 10 спрат и наместо да слезам преку скалите, ќе одлучам да излезам од прозор. И тоа ако излезам од прозор, ја ќе ги си нашедам на себе си. Значи политиката мора да знаеме политичката гравитација, како тежне е. И сега тоа затоа велам, не можеме со паричка. И ние што дадовме? Ние дадовме предлог кон нашите партнери. Хајде да направиме анкети. Да видиме анкети, не се согласија. Втор предлог. Ајде да фиксираме некои општини, да речеме Алијанса за албанците Гостивар Врапчиште, Беса, Желино, Тетово, Демократска движење на Изет Меджити во Чаир, ајде една општина ќе дадеме на алтернатива и на другите 6 општини да одиме со анкети. Не прифатија. Зошто се анкетите добри? Анкетите се добри затоа што ние ќе имаме и повратен резултат колку тежиме, колку сме јаки, за да ако после локалните избори правиме партија, тогаш да видиме која е партија кој треба да биде лидер. Ако секој кажува јас сум појак, не може на друг начин да утврдиме. Сметате дека анкети. Сега, и затоа, значи, тоа беше интересна реакција на нашите партнери. Ја не знам, само една информација за една комуникација на господинот Таравари со лидерот на опозицијата господинот Ахмети, значи една информација што испадна, тие се расфрлија со сета нивна артилерија, машинерија против нас. Знаете каков речник употребуваат? Тоа е неразбирливо за мене. Тоа е неверојатно. Значи таква мржња, такво нетрпение. Значи изгледа дека тие во нивната подсвест веќе ставиле тоа нетрпение кон Алијансата. Сакале да ви избркаат што? Подсвеста ја надвлада нивната свест. Значи со овој речник. Значи фактички тие знаат, тие затвораат вратата пред нашиот нос и велат сте излезени. Ние не излеговме од Лен. Ние донесоме само една одлука во Централното собрание дека ќе излеземе сами со советнички листи. Добро, мислите ли дека да вистина толку можете да соберете гласови, ќе барате анкета со оглед дека еве ика сами Меджити велат дека 107.000 освоени гласови се за опозицијските албански партии контра ДУИ, дека ако настапите сами немате ништо од тие 107.000 гласови. Во ред, господин Валентин, нека каже кој што сака. Меѓутоа, хајде да направиме анкети, ако е така, ќе видиме во анкетите. Зошто одбиваат анкети? А вие направивте анкета, зошто вие не направите? Не, ние сами имаме анкети. Што велат? Како мислите? Резултатите, да. Да. Нашите анкети велат дека Алијанса за албанците е убедливо најјака партија во коалицијата Влен. Значи, затоа ние сме уверени на самите себе си и бараме анкети. И тие одбиваат анкети. Значи, затоа реков, не е веројатност. Ние сакаме да го победиме ДУИ на локални избори. Ја имам впечаток дека тие не сакаат да го победат ДУИ. Пошто ако одиме ние со веројатност со фрлање паричка, не може да го победиш ДУИ. Затоа ние бараме најаките кандидати да бидат кандидати за градоначалници. Бараме најаките советнички листи, најаките личности со најголема репутација. Значи, тие одбиваат такво нешто. Значи, тие, знаеш како се однесуваат? Значи, се однесуваат како во еден маскембал, значи скриени, значи се скриени маски и излегуваат на виделина прикривено. Значи тоа или има еден селенец во една приказна, го загубил новчаникот и сега го бара новчаникот таму кај што има светло. И иако е свесен дека тука не го изгубил новчаникот, го изгубил на друго место, ама да му каже на самиот себе си, ама ја го побарав новчаникот. И тие така се однесуваат. Значи фактички не се обидуваат ништо, значи фактички тие користат една реторика и тие се виновни, иако знаат дека не е баш така состојбата. Значи сето ова значи произлегува на виделина еден интересен феномен, дека фактички тие не биле заинтересирани, дека оваа наша коалиција била вештачка, не била вистинска кула, еве да излезам фигуративно. Тоа била една печна кула, доаѓа еден вал морски и ја рамнува таа кула со песокот. Значи фактички кој што беше морски вал, значи информацијата дека Таравари се знал со Алијамети. Па и Филипче се средна со Мицкоски. Филипче се средна со Мицкоски. Мицкоски најави средба со вашиот лидер по првомајските празници. Слушнавме Таравари, не отишол на владина седница. Од друга страна имаме информации дека учеството на вашата партија во владата ќе биде јасно до крајот на неделава. Са не знам што е тоа точно, дали вие ќе одлучувате да учествувате во владата, а вице-премиерот Таравари, Арбен Фетај денеска вели министрите од Алијанса предводени од Таравари засега остануваат во владата. Зборот засега има своја тежина. Кога ќе се знае дали останувате во владата? Види, владењето е партнерство. Значи, однос на сили, не однос на моќ. Ние, како Влен, партија од коалицијата Влен, сме дел од влада. И ние, на почетокот кажав тоа, отчетноста, аудитот, ревизијата кон граѓаните. Ние сме ветиле нешто кон граѓаните, така? И ние сега
тоа не може, ние имаме одговорност. Ние сме презеле некоја одговорност. Некои ветувања што треба да ги реализираме. Така, и сега не можеме да речеме туту не важи више, не играм више. Значи, се до моментот кога нашите партнери чувствуваат дека место на Алијанса за албанците е во владата, Кои партнери? се разбира, значи и од Влен, ќе видиме, иако и тие Од Влен велат нема или влада или тие велат, ама Ахмети. тие велат се и се што последно време. Значи реков, затоа го зборувам тој вокабулар што го користат. Значи тие велам, значи тие фактички пукна вокабуларот и кажуваат се и се што. Јас прв пат излегувам на медии после долго време. Пошто затоа почнав со тој молкот на почетокот. Значи тие скажуваат се и се што не се свесни што кажуваат. Значи фактички партнерството со ВМРО, ДПМН, се разбира. Ние сме ветиле нешто и ќе да видиме. Значи ако ние како одговорна партија, значи застанеме пред нашите ветувања, кон граѓаните сме излезе со ветување дека за ова ќе се залагаме. Ние ќе видиме дали има можност заеднички да оствариме дел од ветувањата. Значи сега поминаа не 100 дена, 300 дена поминаа. Добре, вака хипотетички. Значи фактички ако ние нема направиме по секоја цена да останеме во владата, нема во секоја цена, пошто нормално не сакаме да придонесеме и за криза во владата. Пази, ако евентуално Алијанса за албанците е надвор од владата, се поставува прашање дали ќе одиме на предвремени парламентарни избори. Значи не сакаме да видиме пречка ние и затоа го спомна тоа народното туту не играм више. Ќе видиме. Значи, еве ќе се сретнеме и со нашите партнери. Хипотетички, ако Мицковски го поддржи овој став, соработка на Таравари со Али Ахмети, значи вашите министри надвор од влада, како би постапиле? Не, во првиот момент кога Мицковски ќе даде сигнал дека место на Алијанса албанците не е во владата, ние веднаш ќе излеземе. Значи првиот момент. Видите, ако одиме во историјата, архивите, ја во една емисија еднаш реков, ако законот за бранители се донесе во ова собрание или ако се чепка законот за јазици, Влен ќе ја напушти владата. Мицковски веднаш утрената реагираше да име секен патот. Ја повторно не се опишманив, го потврдив таа моја изјава, значи ако има некои точки за кои што нема компромис, се разбира. Сега не можам да зборам во име на Влен ако има вакви несогласувања, додека во име на Алијанса за албанците сигурно зборувам. Значи има некоја црвена линија. Значи има некоја црвена линија до кој што може да стигнеме. Ако се помине таа црвена линија, нормално. Ако ваков услов соработка со Ахмети е црвената линија за вас? Не зборувам сега за соработка со Ахмети. Овие се нагаѓања, значи овие се имагинарни перцепции. Значи една комуникација на господинот Таравари со господинот Ахмети не значи дека веќе договорена соработка. Дали може да има соработка? Се разбира дека ние сме Алијанса за албанците партија. Ако не продолжува соработката со Влен, за кој што ние се обидовме максимално, еве до ден денеска не сме зборувале, сакавме да пружиме рака, дадовме неколку предлози. Дури предлогот на пратениците, знаете како ми се обратив на другите лидери на Влен. Ако се усвои предлогот на пратеникот Ријад Шакири, пошто еднаш пратениците се авторизира, тогаш Таравари може да оди сам кај Али Ахмети, без петте пратеника. Значи тоа е факт. Меѓутоа, за воиднина, ако немаме договор ние во оквир на Влен, ако ние, еве, за советнички листи ќе одиме сами, така? И за градоначалнички кандидати, ние нормално ќе го гледаме интересот на партијата. Каков ќе биде интерес? Ние ќе ги направиме калкулациите. Имаше Таравари една порака, значи тој рече ќе одам со бусулата на народот, фактички на граѓаните, така? И тоа е факт. Значи ќе го видиме кога имаме пред интересот на граѓаните и се разбира интересот на партијата. Ќе направиме и калкулации, се разбира. Дури да е соработка со ДУИ, тоа сакам да го расчистам. Било која соработка кој што ние ќе констатираме дека е во интерес на Алијанса за албанците и во интерес на гласачите на Алијанса за албанците, значи е отворена, се разбира. Може ли е расколка вашата пратеничка група по прашањето излегување од коалицијата вреди, па и од владата, според сами меѓути пратеници од опозицијата се подготвуваат на таков чекор? Дали меѓу вас 5 мина пратеници кои што сте од Алијанса за албанците на Таравари има такви размислувања да се напушти партијата? Не, видите, сами и во минатата влада велеше така, значи секој ден даваше таква изјава, значи ќе се прошири движењето Беса, ќе се прошири движењето Беса. Ја никогаш не се занимавам со такви калкулации. Нормално, Алијанса за албанците има 5 пратеника, значи ако немаме договор со Влен, имаме капацитет за сопствена пратеничка група, значи со 5 пратеника се створа сопствена пратеничка група и нема да одам на коментари на овие
пазарни муабети, значи ќе дојдат, ќе одат, ќе дојдат кај нас, нема врска. Значи тоа ќе биде отворена сцена и било каква одлука во иднина не зависи од тоа. Дали ние ќе се споиме со Зијадин села, дали ќе имаме 9 пратеника, дали некој ќе дојде или дали некој ќе оди, нема врска. Добре, значи тоа е принципијален став. Значи одиме врз основа на принципијални одлуки, не врз основа на еве вака реков паушални. Затоа го искористив зборот лотарија претhodно. Тоа е паушална одлука. Го спомнавте за еден села под кој име ќе одите на избори со оглед дека села го има авторското право и на печатот и на името на партијата? Не е вистина. Значи печатот и името го има Армен Таравари. Значи се чека одлука на апелацијен суд. Значи Армен Таравари е лидер на Алијанса за албанците, го има печатот, го има авторството и го има наследството на партијата. Значи тоа е факт. Значи се чека одлука на апелацијен суд. Значи одлука на основен суд беше дека Зијадин села треба да биде лидер, меѓутоа тоа не е конечна одлука. Обжалена одлуката во апелацијен суд, еве да ве потсетам, значи првата одлука на апелацијен суд го врати за повторно разгледување, пошто имаше сугестии и препораки дека не се земени предвид сите факти и сите тие потребни вистини, сега да не влегувам таа работа. Да не влегувам. И сега, значи, повторна апелација го има предметот. Значи, легален председател во моментот Армен Таравари, се разбира. Добро, очекуваме разврска, верувам, во следните денови или недела-две, за тоа дали ќе бидете Алијанса за албанците, како ќе настапите, дали ќе бидете дел од владата. Уште еден интересен момент. Значи, овие жестоки напади кон Армен Таравари, значи интересен во моментот. Знаете во кој моментум почна да излезе на виделина? Од кога имаше едно перфектно менаџирање со трагичен настан во Кочани. Значи имавме едно менаџирање перфектно од страна Армен Таравари, министерот за здравство, со настаните во Кочани, кај што сите размислуваат дека ќе имат уште толку починати после несреќата колку што почина вечерта, а до сега само 2-3 се починати плюс. Значи перфектно менаџирање за разлика од другите држави што има такви случаи и сега некому кому пречи Таравари, тоа е едно знак на прашање. Значи интересен факт е, значи овие жестоки напади, овој жесток речник, овој жесток вокабулар. Значи кај што ја не знам дали сме биле партнери или не сме биле партнери, доаѓа во моментот кога да се засени таа успешна. Халил Снопче, гостин во тема на денот во Дневникот на Сител. Благодарам на поканата.